се трудев со целото свое битие и со целото свое срце да покажам дека новите реформи во Република Македонија може да заживеат. Го направив тоа во многу предмети, во сите во кои што постапувам, и во ровер, кој што е овде забележан, и во кој што стои дека се одложувал заради неприсуство на странките. Тоа не е точен податок. Ровер се одложува сега заради неприсуство на некој од обвинетите, а странка во постапката сум јас, која што е редовно присутна. Правично треба да биде информирањето, правично треба да биде апелот. Кој тоа ги направи тие луѓе во тие предмети жртви на некаков си режим? Обвинителот, кој што промовираше правда, кој што и сега ја промовира, кој што цврсто се држи до неа и нема да отстапи, кој што зборува за мито и корупција и во обвинителските редови во овој момент. Хајде малку да бидеме поискрени, понекогаш и да не ни одговараат тие констатации и тие состојби, мораме да ги кажеме, затоа што сме должни на професијата која што ја вршиме. Вториот сегмент кој што оваа дискусија го заслужува, тоа е она што попречува на правдата, што му попречува на процесот на правично судење. Некаков интерес, монтажа, притисок, корупција. Ајде да видиме кој тоа создаваше предмети од какви мотиви, ако е така. Има ли интерес во тоа? Има ли материјален интерес? Дали во нашето судство и во моето обвинителство и во обвинителската организација целосно во која што работам, постојат патологии кои што ги пратат овие процеси за кои што никој можеби не зборувал, меѓутоа се случуваат најактивно сега во моментот. Јас и на една претходна можност во Александар Палас кажав, дали некој се занимава со непотизмот во јавното обвинителство? Дали имаме сега ставени раководители на обвинителството кои што имаат вработени деца? И зошто е тоа така? Дали начелните позиции се луѓе кои што вработиле свој во обвинителството? Какви се материјалните состојби? И така натаму. Тоа се процеси кои што попречуваат во правичното судење. Јас се надевам кога со особено внимание ќе ја прочитам оваа ваша публикација, можеби ќе најдам и на анализа од овој аспект. Можеби неправедно завземам критички став, бидејќи можеби сте се потрудиле и да кажете дека вакви состојби треба да се надминат.